Počitovani minister za kultura, gospođa Elizabeta Kančevska-Milevska, počitovani gospodin Darko Šeptanski, gradonačelnik opština Delčevo, počitovana gospođa Lidija Topuzovska, generalni sekretar na Nacionalni komitet UNESCO za Makedonija, počitovani predstavnici na Međunarodния совет za tradicionalna muzika, počitovani gospodin Dimitar Uzunski, predsjedatelj na Združenието Копачка, počitovani predstavnici na Međunarodния. Добродојдовте на денешната пресконференција, на која имавте несекојдневна можност да ја проследите изведбата на македонското оро Копачката, кое е новото нематеријално културно наследство од Република Македонија, кое стана дел од репрезентативната листа на УНЕСКО. Орото го изведува членовите на Сдруженијето Копачка. По повод овој значаен настан ја поканувам министерката за култура господја Елизабета Канчевска-Милевска да ви се обрати. Повелете. Почитуван господин Дарко Шептански, градоначелник на општина Делчево, почитувана Лидија Топузовска, генерален секретар на Националниот комитет на ЮНЕСКО, почитувана Велика Стојкова Серафимовска и она Опетчевска-Тарчевска, представници на Меѓународниот совет за традиционална музика, почитуван господин Димитар Узуновски, председател на Сдруженијето, сега некако ново културно-уметничкото друштво Копачка, почитувани представници на медиумите. Дозволите ми на почетокот да ви изразам моето големо задоволство што денешната пресконференција ја започнавме со една исклучителна изведба на македонското оро Копачката, кој се одлука на Меѓународниот комитет на ЮНЕСКО за нематеријално културно наследство пред само неколку дена беше впишано како второ културно добро од Република Македонија на репрезентативната листа за нематеријално културно наследство на Спрешта. Уште на почетокот би сакала да дадам голема благодарност членовите на културно-уметничкото друштво Копачка од Делчево, кои што денес се недостоите со вашето присуство и со вашиот извонреден настап. Навистина, срцата верувам на сите од нас присутни овде длабоко и чувавме и се возбудивме секако од вашиот настап. Да и сепак ви се благодарам за вашата истроеност во изминатиот период, кој верувам дека негувајќи го ова прекрасно изворно македонско оро, автентично за нашата држава, за нашата изворна музика, традиција. И да го искажам моето верување дека се надевам убедена сум дека ќе продолжите во таа насока. Ние сме обврзани да ви даваме целосна подршка како држава. Благодарам уште еднаш. Почитувани присутни, пред само една година Република Македонија го впиша своето прво културно добро, уникатниот верски обичај, од Штипско, 40 на репрезентативната листа на ЮНЕСКО за нематеријално културно наследство на човештвото. Впишувањето на 40 на репрезентативната листа на ЮНЕСКО беше од големо значење за нашата земја, бидејќи Република Македонија уште еднаш ја легитимираше собствената култура, традиција и идентитетот во меѓународни рамки. Ова културно добро официјално стана дел од светското нематеријално културно наследство и го отвори пат за впишување на второто добро на листата на ЮНЕСКО, македонското оро Копачка. Пренесувано од генерација на генерација, постојано обновувано како интеракција со природата и историските услови на постоење, нематеријалното културно наследство како духовно богатство на еден народ сведочи за неговото обстојување, за неговата култура воопшто. Морам да истакнам дека македонските народни танци имаат важно место во македонскиот фолк и во музичката традиција, и токму затоа со големо внимание во изминатиот период се работеше на досието на македонското оро Копачка. Сметавме дека преку ова културно добро можеме пред светот да презентираме дел од нашата богата етно-социолошка традиција, нашето непроценливо културно богатство, кој го поседуваме се разбира како држава. Брзото и темпераментно оро Копачка, како извор машко оро со трудов карактер, има навистина впечатлен ритмички и играчки целини, кои ја символизираат обработката на земјата на нашето оро, кои ја символизираат нашата традиција и заедништво на македонскиот народ. Пишувањето на Копачката е резултат на повеќе годишна тимска работа на досието, во која учествуваа Министерството за култура и Националната комисија на ЮНЕСКО на Република Македонија, Управата за заштита на културно наследство, Институтот за фолклор Марко Цветенков Скопје
во соработка со локалната самоуправа на Делчево, фолклорната група Копачка и извънредните практични носители на ова нематеријална добро. Навистина, многу добро се работеше на ова досие, многу служни лица кои што си овде присутни работеа. Затоа позволете ми да се заблагодарам пред се на Лидија Топузовска, генерален секретар на Националната комисија за ЮНЕСКО, Ивона Петчевска, Петарчевска, Одигравата за заштита на културно наследство и голема благодарност до Велика Стојковска Серафимовска од Институтот за фолклор Марко Цепенко. Голема благодарност и до нашиот амбасадор на Република Македонија во Франција, господинот Агрон Буџаковиќ, кои на 9-та сесија на меѓувладиниот комитет на ЮНЕСКО на Конвенцијата за заштита и промоција на нематеријалното културно наследство Париз успешно ја одбранија нашата номинација. Вашата огромна работа, за вашата стручност и посветеност е дела да можеме да го одбраниме, се разбира, успешно и да пишеме уште едно нематеријално културно наследство во светската листа. Почитувани присутни, како председател на Националната комисија на ЮНЕСКО во нашата држава, би сакала оваа прилика сосема на кратко да ја истакнам одличната соработа која што Република Македонија ја негува со оваа меѓународна организација. Во изминатиот период со ЮНЕСКО реализиравме голем број на проекти кои ги избогатија нашите искуства во делот на културата, на образованието, информатичкото општество, животната средина и другите области, но реализиравме проекти со кои дадовме свој придонес во разрешувањето на проблемите со кои се соочува општеството. Дозволете ми да споменам дел од проектите. Како резултат на соработката со Центарот на светско наследство при ЮНЕСКО беше изготвен посебен план за управување со природното и културното наследство во Охридскиот регион, донесени со Законот за управување со Охридскиот регион како светско културно и природно наследство и Закон за прогласување на старото градско јадро на Охрид за културно наследство од особено значење, во духот на прославувањето на 10-годишнината по донесувањето на една од најважните конвенции на ЮНЕСКО за зачувување на светското нематеријално културно наследство, минатата година реализиравме концерт на кој беа представени автентичните национални, фолклорни, музички и танцови вредности на земите во регионот на Југоисточна Европа. Во рамките на соработката со ЮНЕСКО, Република Македонија беше дел од заедничката патувачка изложба на тема замислувајќи го Балканот, идентитети, диалог до долго од 19 век, која беше презентирана и во нашата земја. Исто така, заеднички со ЮНЕСКО ги реализиравме трите конференции за меѓуцивилизација среди диалог, од кои факултети на ЮНЕСКО, Филозофскиот факултет и Високата школа за медиуми, а Институтот за неопресно инженерство и инженерска сеизмологија и НИСИС во Скопје стана центар на ЮНЕСКО од втора категорија. Оваа година Република Македонија беше впишана и во долгорочната програма на ЮНЕСКо човекот и биосферата со прогласување на Охрид Преспа како прекуграничен биосферен резерват. Почитувани присутни, уверена сум дека наскоро бројот на културните добри на репрезентативната листа на ЮНЕСКО ќе се зголеми. Ние нема да застанеме тука, ќе продолжиме понатака и дека машкото двогласно пеење од долни полог, гласоечко пеење, како и трите меѓународни апликации Хилда Резен, Свети Ѓорги, анекдотите за Настарди Моџа и Мартинки, иницирани од Турција и Романија, ќе стана дел од престижната листа на ЮНЕСКО и заедно со останатите нематеријални добра ќе сведочат за безкрајната човекова креативност. Уште една голема благодарност и за вас, градините, кои што наистина следевте сите овие настани поврзани со идентитетот на нашата држава. Благодарност до членовите на културно-уметничкото друштво Копачка, до градоначалникот и до кои што наистина несебично се залагаа да успееме второ нематеријално културно наследство да пишеме во светската листа. Ви благодарам. Изблагодариме на министерката за култура, господја Канчевска.